јас ти канете? Трета колумна. Издржуваме некако. Ајде па нека ни се множат. Пред да почнам со било што, ама сега најсериозно. Еве, сонце има, све има и пак на Сабајле е многу загаден. Дај бе, дечки, лабајте малку со колите. Време е за точак. Се извинувам, велосипед. Министерството за животна средина и рекло на владата, а владата му рекла на МВР да направи план за возење пар-непар. И гледам, пак некој од вас се буни. Сега што е проблем? Добро, тоа со паркинзите сите знаеме, малку е така шкакливо, ама друго. Ај стварно, ако може, да подишеме барем малку. Вестите вчера. За плачење, ама нели работава е да се олабавиме без да конзумираме недозволени супстанци, па... Ги видовте девојчињата од Чарлис Енџелс вчера? Едно влагање у судмица и одма Angry Birds се направија. Судиката ги казнила со 2000 евра, а они рекле дека народот ќе плати за тоа. Па проблем ли е? Картички примате? Маја Коцијанчич рекла дека Европската комисија не гледа проблем во албанската платформа и сака брзо формирање влада. Прашање број 1. Да кренат два прсти тие што знаат со што уствари се занимава Европската комисија. И по 2, да се пријават на главна каса тие што знаат каде уствари треба да гледа Маја. Фондацијата Хертрич рекла дека економскиот напредок на Македонија за 10 години е досега невидено нешто. И сите оттековте со тоа. Океј, знаеме, економијата ни е топ. Него со другово што правиме? Секоја вечер пред легнување некој на Фейсбук се извинува прогласува влада. Аман, имајте душе и без стресови пред спиење. На Телеграф има анкета со прашање дали ви пречат провинцијалците во Скопје. Ова ми беше врт. Прашањето Бог да чува. Ама ајде, нема пак ја да ви учам што да правите. Новинаров ова е најгиот момент. Новинаров прашува повозрасен жител на Скопје. Дали ви пречат провинцијалците? Човеков одговара не ми пречат. Новинаров продолжува со второто прашање. Зошто не? И додека ние се занимаваме со тоа кој на кого му дал колку пратеници за министерско место, фризер од Кочани станал милионер на државната видеолотарија. Браво, друже! Со среќа да си ги трошиш во странство! Од вестите во светот ќе го издвојам председателот на Азербејџан, кој си ја назначи сопругата за подпредседател. Брц! И што се буните вие овде, него што вработува внуци, тетки, стрини и остали сватови? Додека не го видам ова и кај нас ништо не се важи. Така. Косовските албанци им се налутија на грците. Again and again and again and again. Некој паметен поставил грчко знаме пред ресторан во Приштина. Пред грчки ресторан нормално се разбира. Не знам стварно што не ставиле француско знаме, например. И косовариве шлап го прешкртале. И грциве чурат инфрице целите. Порталите збесна, ќе видат сега они, албанско знаме нема да припари балада. Со предупредување на налепници дека ќе на коли, со све, мислам тоа што и нас не снаоѓа сега нив ќе снајде, сите знаеме. Тоа е тоа. И оваа вест не е врв. НАСА открила нов сончев систем со 7 планети, од кои на 3 е можно да има живот. Или може да се населат. Па нели сакаме да си одиме што подалеку? Еве ни шанса, пакувајте се селиме на Трапист. Ај баш да видиме за колку време можеме да упропастиме друг сончев систем. Тоа искрено ме интересира и ова е научно прашање. Околу спортот, ќе ги поздравам навивачите на Шалке 04 за македонските знамења на утакмицата со ПАО. Ние германците сме еден народ, бре. Знаете ли колку наши има таму? Вестите од спортот ќе ги завршам со украден твит. Металург го одигра својот последен надпревар на македонски јазик. А сега репортажа. За денеска избрав едно екзотично село во Западна Македонија. Мала Речица е село во општина Тетово. За настанокот на името на Мала Речица се врзува легендата со овчарот Невен Пео. На Шарпланина, недалеку од Тетово, постоело место со повеќе богати извори на минерална вода, на кој често навраќал овчарот Невен Пео со своето стадо.
да пладнува по ценките на костените и да пие ладна планинска вода. Под изворите со кисела вода, градинарите подигнале убави овоштарници, а тука почнале да градат и куќи. Тука настанало селото Мала Речица, кое до денешен ден е познато по најдобрите градинари во Полок. Ова го пишува на Википедија на македонски јазик. На српски пишува дека тоа е населба која од Тетово е оддалечена 2 километри, па всушност е негово предградие. На бугарски пак, не знам што ги има на бугарите за Мала Речица, мај, пишува дека село во кое се наоѓаат остатоци од манастирот Свети Ѓорги. Има и на француски, да се чудиш. На албански пишува нешто сосема друго. Од поновата историја, Мала Речица ќе биде запаметена по местото каде што се кроеше најновата македонска влада, која најпосле ќе ги реши сите проблеми на македонците и албанците. Проблеми кои самите си ги направија, самите си ги решија и самите си честита. Или не? И репортажата ќе завршам со украден твит. Мала Речица, голем брег рони. Утре ќе ви испрашам што сте запаметиле, окей? Запознајте си ја земјата за побрзо да си ги спакувате куферите. Нели ќе се селевме во друг сончев систем? Одма заборавив. Некако многу се озбилив со репортажава. Заборавив да се олабавам. Тука мамам сега една ракија, гап и продолжувам понатаму. Каде поѓаволите, како што вика во стриповите, понатаму? Веќе и вас незгодно ви паѓа да не претерам. Не се кирете, нема, тек трет локуме. Вака ствари. Трет локум, сцена последна. Четврток, 23 февруари. До плата остануваат уште толку денови колку што може да се избројат прсти на двете раце. Добро, ке некој на носе. И тоа минимална плата од 500 евра. Кој ќе не трпи? За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства, консултирајте се со вашиот пратеник или дилер. Фалимендерите шум. Не заборавајте, гледајте ТВ Нова.